Господине председавач, господине подпредседател на комисијата, многу е чудно што 2-3 дена господинот председател на комисијата го нема. Веројатно вашиот начин на председавање е прилично различен од тој на... Се извинувам ако е така, но морам да констатирам дека вашиот начин на председавање со седницата на комисијата е прилично различен и значително понекоректен како споредено со начинот на кој што господинот Николов председава со комисијата. Ќе ви кажам зошто. Мислам дека на неколку пати ја оставивте господината Шекеринска да дискутира за време на дискусијата и не бевте на своето место. Можевте и сега, ако имате потреба од 5-10 минути, да ми дозволите мене. Јас ви кажав дека ќе дискутирам. Мислам дека тактиката која што ја применивте беше за да се намали гледаноста на... Колега Димовски, јас сум согласно деловникот тој кој што одржува како да функционира текот на седницата. Повелам. Имате право, господине Мисовски, јас не го спорам тоа. Според деловникот вие одлучувате посебно кога нема никој на говорница. Ако ви има некој на говорница, треба да му одземете збор или да го отстраните од говорница, па после тоа. И втора работа, господине Мисовски, многу внимателно, ова е само за статистика и ова е 1 промил од целата дискусија, многу внимателно ви бавав. На мојот говор ме прекинавте 7 пати во говорот на господата Шекеринска, ниту еднаш, а веќе во првата минута веќе еднаш ме прекинавте, чисто заради коректност. Но да почнеме точка по точка. Прво ќе констатирам дека господа Шекеринска во повеќе од саат време дискусија не употреби ниту една бројка. Јас во вториот дел од моја реплика ќе зборам со многу бројки. Во првиот дел од мојата реплика ќе морам на политика со политика да одговарам, односно да дискутирам за некои тези. Господја Шекеринска, неколку дена вие и вашите блиски портали, интернет портали, се обидувате да внесете еден спин, односно народски кажано извртување на вистината во врска со буџетското планирање и донесување на буџетот на Соединетите Американски држави. Сега, како и за се друго, ја кажувате првата работа, ама втората не ја кажувате, ја кажувате третата и си прескокнуете. Сега што е разликата, господја Шекеринска? Во Америка во моментов има кохабитација. Во Македонија нема. Во Америка, господја Шекеринска, председателот на Америка е Демократската партија, тоа е една партија, а Конгресот кој што го носи буџетот е од Републиканската партија, друга партија. За да се донесе буџетот, таму мора да се договорат заради тоа што има кохабитација. Извршната власт ја има председателот, а законодавната власт и власта за носење на буџет ја има Конгресот. Со председателот една партија, со Конгресот управува друга партија. Во Македонија, заради устројството уставно на македонскиот систем, немаме таква ситуација, имаме влада и парламент од една партија, односно од една коалиција. Така да споредбата со Америка вие свесна манипулација, како и за повеќето други работи. Значи свесно манипулирате. Господи Шекеринска, сакавте да споменувате за здравството, да кажувате дека и во време на СДСМ имало здравство. Да, имало здравство. Никој тоа не го спори, но ќе ви дадам еден пример. Во мојот град немаше компјутерска томографија до пред 2 години. Компјутерската томографија која што сега ја има во Велес е 4 пати посилна, повеќе слайсна, веројатно ги разбирате тие работи, значи на повеќе слайсови може да го снима човечкото тело, 4 пати посилна од таа што до пред 3 години беше единствена во Македонија, во Скопје. Дали ме разбирате? Значи имаше компјутерска томографија во Македонија. А тоа е апарат со кој што се диагностицираат најголем број на најтешките заболувања. Имаше компјутерска томографија, но само една, 4 пати послаба од таа што сега има во Велес. А во Велес не е најаката. Појаки се во Битова, Штип и Тетово за дупло, а во Скопје главната, да речем, да се изразам, е 4 пати појака од Велешката, која што е 4 пати појака од таа што беше единствена во време на СДС. Во Скопје. Тоа такво здравство имав. Така и во секој дел. И за магнетни резонанци, и за целата друга апаратура, господја Шекеринска. Поради тоа што ставката на капитални расходи
во буџетите на Министерството за здравство додека вие бевте на власт беше нула. Нити купувавте здравствена опрема, нити реконструиравте болници, нити градевте болници. Господја Шекеринска, во Велес имаше болница, значи имаше здравство дека беше СДСМ, но болница која што 30 години не беше реконструирана. 30 години. И сега, господја Шекеринска, да дојдете во Велес, да ме прошетам во болницата, да видите дека 80% од болницата е со нов под, со нови инсталации, со нови водоводни цевки, со нови ПВЦ джамови, со нови кревети, а во останатиот 20% од болницата кај што не е направено тоа е право градилиште. Значи имаше здравство во време на СДСМ, ама здравство од 70-тите години. Господја Шекерински има уште една болница во Велес, тоа е болницата за специјалната болница за белодробни заболувања, Јасеново, и таа постоеше во време на СДСМ, но господја Шекеринска, во време на СДСМ една цигла не се намести. Еден клинец не се закова таа болница. Сега, господја Шекеринска, скоро 2 милиони евра се инвестираа во комплетна градежна реконструкција на болницата, и таа градежна реконструкција ја правеа фирми од Велес, каде што работеа работници од Велес, кои што земаа плата благодарение на таа реконструкција на болницата, каде што ќе се лечат луѓе од Велес и од цела Македонија. И уште 2 милиони евра нова медицинска опрема во специјалната болница Јасеново, господја Шекеринска. Значи имаше и во време на СДСМ болница Јасеново и сега во време на ВМРО да поманиме болница Јасеново. Но инвестирањето во болницата Јасеново и квалитетот на услугите во болницата Јасеново и во општата болница во Велес, тогаш и сега огромна разлика. Ако ме прашате дали со тоа се решени сите проблеми на здравството од Велес, ќе речам далеку сме од тоа. Но затоа и во буџетот од оваа година, односно од во буџетот за 2013 година, предлагаме многу повеќе средства за здравството отколку во било кој буџет што вие сте го донели. Дали ме разбирате? Значи ние работиме за да ги отстраниме проблемите. А вие овде се фалите со тоа дека сте изградиле партизанска. Ве молам, Коце Трајановски во 4 години изгради во 4 години Коце Трајановски изгради 10 булевари. Србија, Борис Трајковски, Илинденска, Теодоси Гологанов, толку ги знам. Не ги знам многу во Скопје. Вие, господи Шекеринска, се пофаливте со булевар Партизанска, изграден 70-тите години. Ве молам, немој да паѓате толку ниско. Тоа не ви личи. Или, велите, ми оставивте долг од 50% во 2001-2002 година. Господја Шекеринска, да не навлегувам во тоа кој, зошто, како и што се случи војната, зошто сегашни пратеници од вашата коалиција секој втор ден беа во Шипковица за време на војната, да не ви кажувам по бензински пумпи, по јаловјане, ама тоа нема потреба. Тоа за друг пат ќе ставиме таа дискусија. Веројатно ќе се охрабри некој да посведочи за посетите во Шипковица. Но, јас ќе ве подсетам дека во 2001 година Министерството за внатрешни работи и Армијата на Република Македонија имаа проблеми со основни потреби. Немаа чизми. Луѓето од Велес кои што одеа на фронт, одеа во патеки, во приватни патеки. Таква армија оставивте, разбирате? Таква војска оставивте и таква полиција оставивте, господја Шекеринска. Заради тоа што во 2001 година требаше да се набавуваат и оружје, и пушки, и куршуми, и хеликоптери, и тенкови, и транспортери, но требаше да се купуваат и дзиври, и чизми, и јалишта. Тоа го има во бројките и може да се провери. Тоа што 10 години предходно, во кој што 8 години сте биле вие, или 6 години сте биле вие, 2 години била експертската влада и 2 години била владата на Лјупчо Јоргиевски, никој не го набавил тоа, немојте нас да ни го товарате како обврска и како оправдување за тоа што сте го качиле долгот на Република Македонија на 38%. Затоа ако го зборувате за 2001 година, внимавајте, заради тоа што тогаш тие репери и тие бројки не можат да бидат искористени во
едни нормални и мирнодопски услови. Господјо Шекеринска, знаете ли што е проблемот? Проблемот е што вие си дозволивте овдека да го браните испадот на господјата Иванова, да го браните испадот на господинот Милетиќ и да ја браните заканата од господинот Макредулис према Благородна Дулиќ. И тоа е одлично, заради тоа што голем дел од македонската јавност мислат дека вие, Радмила Шекеринска, сте различна од овие што ги спомнав. Но, со самото тоа дека ги браните и се правите кој да не се случило ништо, тоа ве става во рангот со тие кои што го извршувале тоа. Ако јас не смеам да заштитам моја колешка жена од, ве молам председателе, од очигледен обид за напад, и тоа вербално да ја заштитам, нити станав од местото, нити направив нешто, нити застанав на патот на некого, туку кажав само, немој да ја чепка, жена е. А беше насочено кон колешката Силвана Бонева. Ако јас тоа не требаше да направам, господјо Шекеринска, и вие ако најдете зборови за да ја намалите тежината на тој испад на ваш пратеник, нема врска кој бил, тогаш, господјо Шекеринска, вие сте еднаква, за жал. Понатака, господјо Шекеринска, во целиот ваш говор зборувавте од фудбал до Ема Есаса, до Филе, до кој бил плачко, кој не бил плачко, до тоа дали Мартин пишувал говори или не пишувал, до све. Само не зборавте за бројка. Една бројка со колешката Светлана Карапетрова внимававме, се договоривме да внимаваме, една бројка не кажавте, освен за сиромаштијата дека била 30%. Една бројка не кажавте. А се договоривме со колешката Карапетрова да внимавам. Ве молам. Господјо Шекеринска, вие нас не обвинивте дека сме оделе со обезбедување. Господјо Шекеринска, јас живеам во истиот стан во кој што живеев пред 7 години, пред да станам политичар. А излезете, таков е случајот и со колешката Силвана Бонева, и со колешката Лилјана Кузмановска, и со колешката Светлана Карапетова. А излезете на говорници и кажете дека вие живеете во истиот стан во кој што живеевте пред 7 години. Немојте да ми го правите и мојот кејф. Но внимавајте кога обвинувате, заради тоа што може да ви биде возвратен. Понатака, господјо Шекеринска, обвинувате дека сме станале елитисти. Ајде да замолам да дојдете со мене, вечерва требаше да играм фудбал со истите другари со кои што играм повеќе години. Терминот ми е во 8:30 во спортската сала GMG во Велес. Име кое што вие не сакавте да го ставиме, пошто претходното беше 25 мај. Или во недела навечер, во 19 часот во спортската сала на училиштето Блаже Коневски. Со истите пријатели и другари со кои што играм повеќе години. Или дојдете со мене во Сити кафе, во Велес, или во Стоунс кафе, или дојдете со мене во Хајдук, во Маринела, ресторани во Велес, на истите места кои што сум одели пред 7-8 години. Со истите одлики. Или дојдете летно време со мене, прошетете низ градот, како јас што правам, на куси панталони со влечалки и со точак. И тоа зборувајте за елитизам. Да не почнам јас да набројувам какви све примери сум видел од некој од вас. Понатака, господјо Шекеринска, зборувате за Владко Ѓорчев и го омаловажувате. Јас Владко Ѓорчев го познавам од средна школа. За многу работи сме се согласували. Ама и за многу работи не сме се согласували. Ама Владко Ѓорчев, јас знаете од кај го знам? Од техно журки и од рок свирки. Уште во време кога бевме средношколци. Вас не ве гледавте. Не знам кај бевте. Дали бевте во просториите на СДСМ цело време? Вие ќе си кажете. Може и генерацијски сме се разликували, но вас не сум го видел. Но сум го видел Владко. И затоа се обидувам да ви кажам дека навредите
навредите кои што ги искажувате спрема било кој пратеник овдека, кои што се неосновани, ќе ви бидат демантирани. Заради тоа што не е точно тоа што го кажавте за господинот Ѓорчев. Понатака. Ја, господјо Шекеринска, нити се заканив, нити имав да се намера да се заканам. Посебно не лично кон вас. Кога вие лично ме прозивавте дали сум си ја мијал раката после поздравувањето со Љупчо Ѓоргиевски или не, јас само ви реков, ќе ви одговорам кога ќе се качам на говорница. А вие му викате, се закануваш. Што е една манипулација која што граѓаните треба да чујат. Второ, господјо Шекеринска, во контекст опозиција-позиција, јас ви кажувам, вие не терате да почнеме да се однесуваме како опозиција. И во ова собрание, и малце пошироко. Ако мислите дека тоа ви е паметно, продолжете. Но ако мислите дека ќе држите цела држава под уцена и под закана, тогаш, господјо Шекеринска, сериозно, многу сериозно сте сгрешили. Господјо Шекеринска, зборувате за проблемот со името во дебата за буџетот, но не се. Во една реченица вие потрошивте 15 минути за името да зборувате и за Антонио Милошевски. Веројатно имате нешто недокажано со Антонио Милошевски. Јас ви кажам дека сте скарани со МПЦ и со пола архиереи на МПЦ, што е факт, заради тоа што луѓето секогаш кога вие се брзнувате да давате предлози за кршење на кичма, за географски став и така натака, и ви вијават, не се мешете, тука не можете, не е ваше право. Тоа ви го кажам. Господјо Шекеринска, кога зборите за името, баш да сакам да ја прашам на која позиција во СДСМ бевте кога Република Македонија си осмени името во ФИРУ. И тогаш бевте председател на подмалокот на СДСМ. Или на... Добро да ве прашувам, може би не сте биле председател на подмалокот, сте биле подпредседател. Господјо Шекеринска, кога се менуваше знамето на Република Македонија? Аха. Така е тоа, да. Добро, одлично. Супер дебата. Одлично. Господјо Шекеринска. Господјо Шекеринска, сакате да ме подсетам дека 2006 година кога се отидовте од кабинетите на Илинденска ставивте блокирана сметка на владата? Тоа го памти некој? Блокирана сметка. Државата не можеше да исплаќа пари заради тоа што тогаш, во моментот на промена на власт, доспеа сите побарувања кои што ги имале други субјекти со кои што вие сте биле во економски или било какви релации, да не употребувам други квалификации, не сакам така. Или, господјо Шекеринска, 2 дена тука зборувате за загадувањето на водата во Свети Николе, а заборавате да кажете дека документите со кои што мафтате се во периодот од 2003-2004 година, кога вие бевте на власт, и дека од тогаш до сега има нов водовод во Свети Николе, кој што пред 2-3 години беше пуштен во употреба. И дека истражувањата кои што сега се актуелни, се сосема позитивни за состојбата со водоводот во Свети Николе. И сега заради тоа што пратеничката од Свети Николе е прва братучетка на уредник на еден национален медиум и има можност да си ги пласира тезите преку медиумите и да се прави хајка врз база на документи кога таа била на власт, и тоа треба да создаде општа перцепција. Па, господјо Шекеринска, па до толку можеме да провериме. Можеме да се јавиме до Завод за здравствена заштита да ги побараме најновите истражувања за водата во Свети Николе. Можеме да видиме водоводот дека е направен во време на ВМРО ДПМН, не е направен во време на СДСМ. Сето тоа се проверува. Или сакате да дискутираме за загадениот воздух во Скопје? Као Боже, од кога стана Коце Трајановски градоначелник, воздухот во Скопје се загади. Вие богати. Или од кога ВМРО дојде на власт, светска економска криза стана. Знаете, војната во Либија, ние ја направивме. Не само војната во Либија. И во Египет превратот Владко Ѓорчев го правевме, го организираше. А Илија Китановски е одговорен за опозицијата во Сирија.
А Светлана Карапетрова беше одговорна за падот на најголемите амерички банки пред 4 години. Георги Коџабашиев, да не ви кажувам какви проблеми прави на кинеската економија, која што го забави својот раст на само 0,7%. Господја Шекеринска, дали се слушате дека го обвинувате ВМРО за загадениот воздух во Скопје? Господја Шекеринска, во ваше време нити еден нов автобус се набави за градскиот сообраќај во Скопје. Сега се набавени 280. Господја Шекеринска, се направија 10 нови булевари во Скопје кои што гарантираат зголемен и побрз проток на сообраќајот, односно намалено загадување. Господја Шекеринска, се направија повеќе кружни тегови во Скопје, тоа вие не знаете што е во време додека бевте на власт, со што се забрза протокот на сообраќајот. Господја Шекеринска, во Скопје се насадија над 50.000 нови садници дрва. Да ви разбирате, 50.000 нови садници само во Скопје се насадени. Господја Шекеринска, вашиот кандидат за градоначелник што денеска држеше пресконференција за загаденоста на воздухот во Скопје, што има направено за да не биде Скопје загадено? И ние толку сме можеле. Може малце, може многу. Сме набавили автобуси, булевари, некој кружен тек, еве некој дрва сме насадиле, може не е многу, не го решивме проблемот. Да, не го решивме проблемот, има уште за решавање. Ама што вашиот кандидат за градоначелник има направено за загадувањето во Скопје? Тоа што се брка по собранијево со колеги пратеници 10 години, тоа има направено. Или што гласаше за Лумикс и за Тифани додека беше советник во Советот на општина Центар. Тоа го има направено за загадувањето. Господја Шекеринска, на една страна се проекти, активности, мерки, видливи за обичните луѓе, дали разбирате? Автобусите не треба да ги видиме јас и вие. Не се фикција автобусите. Вие можете тука да зборувате многу убаво како што знаете да зборувате. И јас го почитувам тоа, но господја Шекеринска, не можете да ги излажете граѓаните дека има нови автобуси, односно дека нема нови автобуси. Не можете да ги излажете дека нема нови булевари. Не можете да ги излажете дека не е направен Сити Мол. Не можете да ги излажете дека во Бунарџик не се прави Кенет Електроникс. Дека не се направи Джонсон Мети, дека не се прави сега втора фабрика Джонсон Мети. Во Штип не можете да ги излажете дека Джонсон Контрол се гради сега. Не можете во Битола да ги излажете дека Кромберт и Шуберт се гради. Не можете во Велес да ги излажете дека не се изградила, не се спасило свечиштето Рамина, за кое што вие нито еден ден не одвоивте, или не можете да ги излажете дека ние завршивме браната Лисиче, 20 години што не можевте да ја завршите, или не можете да ги излажете дека сега не се гради театар во Велес, или дека не се направи ново училиште во Ризари, или дека не се сменија дограмата, односно се стави повеќе прозори на сите училишта во Велес. Не можете да ги излажете. Го гледаат луѓето тоа. Таму одат парите. Да, таму одат парите. Каде одеа во ваше време, господја Шекеринска? Во офицерскиот дом на пријателот на вашиот партиски колега? Или во Бања Банско одеа? Или во Тенковските делови одеа? Или во Бачиво 1, 2, 3 одеа? Каде одеа во ваше време, господја Шекеринска, парите? Господја Шекеринска, вие, кога нема за шо да дебатирате, како СДСМ, господја Шекеринска, кога нема за шо да зборите на говорница, во овие година и пол зборите за еден немил, несреќен случај за кој што сите длабоко жалиме, тоа е случајот со смртта на Мартин Нешковски. Господја Шекеринска, јас нема да одбегнам, да го спомнам тоа како што ви одбегнавте за десетина мои аргументи во претходната реплика. Но ќе ви кажам, сите жалиме за тоа. Но, за Мартин Нешковски и за извршителот на убиството на Мартин Нешковски имаше судски процес и човекот е осуден на казна затвор максимална. Не сум сигурен, но мислам дека веќе ја издржува казната затвор. Сите жалиме, никој тоа не го посакувал и никој не размислувал дека така треба. Но господја Шекеринска, да ве прашам, кој одговараше за 15 куршуми во телото на поштарот, кога вие бевте подпредседател на влада, испукани од страна на полицијата? Кој одговараше за тоа? Најдовте некој кој е одговорен. Господја Шекеринска, се сеќавате на генералите Стојков, Кикереков и Цветковски? Луѓето ја водеа македонската одбрана во 2001 година. Господја Шекеринска, кога ги јапсеше полицијата, кога вие бевте подпредседател на влада, со пиштол полицијата беше
впери пиштол на малолетни деца од 3 и од 6 години. Деца на еден од генералите. Господо Шекеринска, кој одговараше за тоа? Кој одговараше, господо Шекеринска, за вперен пиштол на дете од 3 години, кој е криво само заради тоа што неговиот татко бил генерал на полицијата и учествувал во одбрана на Република Македонија? Господо Шекеринска, ајде да подсетам на уште еден случај. Криминално го апсивте Јохан Тарчуловски во една ноќ и го депортиравте од Македонија без да му дозволите право сам да се пријави и со тоа да му се зацврсти одбраната пред Меѓународниот суд за како и да се вика во Хаг. Криминално не му дозволивте на човекот сам да дојде во полиција и да се предаде. Тој човек лежи затвор како да е единствен крив за војната во Македонија и бивша Југославија. Тој е единствениот виновник. Кој од вашите министри, господјо Шекеринска, одговараше за тоа криминално полноќно апсење на Јохан Тарчуловски и депортирање во рок од неколку сати? Сакате за тоа да разговараме? Ајде, одговорете. Вие бевте подпредседател на влада. И носите и вие одговорност. Сакате да ве прашам, господјо Шекеринска, за настаните во Струга? Се сеќавате ли на оние слики кога возрастни луѓе на свој 60 години потечени во очите и крвјосани излегуваа пред камера и кажуваа дека се ваши членови на СДС, но дошле да се спротивстават на погубната територијална поделба која што им ја пласиравте? Зошто немаме Бадинтерово мнозинство сега, зашто ниту еден албанец сега нема да се согласи да се смени територијалната расправа. Ние веднаш би ја смениле, како ВМРО ДПМ. Значи, веднаш би ја смениле територијалната поделба на Македонија што СДСМ ја направи. Не немаме Бадинтерово мнозинство, господин Сугаревски. Оти нема ниту еден албанец кој што ќе отстапи од поклонот кој што СДСМ му го даде од 2005 година. Но не се, да се вратам на тоа. Значи, вкрварени луѓе, членови на СДС плачеа на камера, зашто ги тепаше вашата полиција, кога вие бевте подпредседател на влада. Сакате, господја Шекеринска, да се вратиме малце поназад? Ајде да прашам, кој ќе одговара за 3 убиени луѓе во Гостивар? 97, ево да не мислите дека сум во наводници македонски националист, не сум, принципиално ме прашувам. За да си ја покриете девалвацијата на денарот, една од најтешките и лоши одлуки економски во 20 години Македонија, исцениравте инциденти во Гостивар, полицијата која што беше управувана од Социјалдемократскиот сојуз уби 3 албанци. Зошто ги уби? На 9 јули. Зошто ги уби? Колку луѓе беа повредени? Еден наш бивши колега, подпредседател беше на собранието, до ден денеска има тука остатоци од Куршум, од протестите, кога бил дете. Албанец, зборам за албанец. Значи има во вратот белек од Куршум, кој што за среќа не му зафатил витален дел од вратот, само за вие да си ја покриете девалвацијата, господја Шекеринска. Кој ќе одговара за тоа? Кој ќе одговара за тие трауми на луѓето во Гостивар? Или за тие трауми на луѓето во Струга, без разлика едните македонци и другите албанци? Или да ве прашам за тепањето во Ѓорче Петров 92-3 година, во Куклиш, во Радовиш, на Плетвар 2005 за тутунарите. Кој ќе одговара за тоа? Кој ќе одговара, господјо Шекеринска? Кој ќе одговара за тоа тепање? Се сеќавате дека во Ѓорче Петров фрлавте димни бомби на обичниот народ? Се сеќавате на тоа? Има луѓе што се сеќаваат и што ќе ги подсетиме кога вие ќе се правите тука дека сте вие совесни, честни, дека немате ништо. Извинете, господјо Шекеринска, но ниту на еден протест во Македонија во овие 7 години полицијата нема употребена сила. Заради тоа, а во време на СДСМ тоа редовно се случуваше. Сакате да ви кажам тука пред собрание како ги тегнавте припадниците на специјалната единица Лавови и ги тепавте? 2003 година кога ја распуштавте специјалната единица Лавови? Или сега да ви кажам како ги тегнавте и ги пикавте во комбиња пред Министерството за внатрешни работи исто во 2003 година, кога ги бркавте од работа припадниците на специјалната единица Лавови, кои додека ваши пратеници се сончаа
на Халкидики беа по планините низ Македонија. Тоа сакате да ви го кажам. И вие ќе зборите за совесност и честност и нас ќе ни го товарате несретниот и жалосен случај со смртта на Мартин Нешковски, за кој што извршителот е осуден, пронајден и осуден и лежи затвор. Кој беше осуден за Гостивар? Го најдовте тогаш Мерсел Билјали да ви подпише извештај во собранието дека немало инциденти во Гостивар и сега до ден денес кога гледам го фали Бранко Црвенковски. Кој ќе одговара за Струга, господја Шекеринска, за територијалната подела? Кој ќе одговара за децата на генералите? Кој ќе одговара, господја Шекеринска, за поштарот, за 15 куршуми испукани од страна на полицијата во телото на поштарот, кој што еден ден претходно кажа дека власта му се заканува со ликвидација? Господја Шекеринска, се повикувате на случајот со Душко Млекарот. Добро? Оред и тоа нема да го прескокнам. Ако мислевте дека нешто ќе прескокнам, сте сгрешили. Ја ти дава со бреките, ќе ви ги читам една по една. Почекајте малкуцка, вие 20 дена тука трпиме ние слушаме, почекајте, вие 2 сати, сега се вознемирувате веднаш. Господја Шекеринска, јас до ден денеска не можам да поверувам во одлуката на судијата избран во време на СДСМ дека Душко Млекарот е невин. Но ја почитувам одлуката. Ве не го фрлувајте. Заради тоа што потекнувам од земјоделска фамилија и знам дека компири не се вадат со прскалка. Знам, компир еден ден ако вадите со прскалка, ќе фати една болест која што вие никогаш во животот веројатно не сте слушнале, а се вика златица. Му горат лисијата на компирот, господја Шекеринска, дури и ако има дожд, значи, дури и ако има дожд, не велам дека е виновен, велам дека ја почитувам одлуката на судот, но не и верувам. И имам право да не и верувам. Дали разбирате, господја Шекеринска? Колеги пратеници, има право послед колегата Димовски и колешката Шекеринска. Си го кажува моето лично мислење. Ќе ви молам да го слушаме колегата Димовски. Ја нити сакам, нити можам да му судам на човекот. Но, знам дека ако заврне дожд и утре дента компирите не бидат испрскани со хемикали, од дожд, не од прскалка, дека фаќаат златица, горат и се неупотребливи. Дека на нива со компири некој вадал со прскалка, ќе му кажете на друг. Јас знам што е компир, знам како се сади, знам како се вади, знам како се копа, све знам. Заради тоа што јас лично сум го правил тоа. Ако тоа вам ви е испод цена, како што се зафркаваше Јани Макредули кога ова прв пат го зборував во собрание, за мене е гордост. Потекнувам од земјоделска фамилија и ја кажувам ова. Судот како пресудил, што пресудил, ќе го почитуваме. Нема дилема. Но мене ми е чудно како компири се вадат со прскалка. Нигде тоа го нема. Но, еве до вас, господја Шекеринска, апелирам, заради тоа што судот донел според вас. Па јас зборам за производство на компир, вие сега зборите за судство, да молам. Супер. Колега Димовски, да се вратиме на политичките теми, да ги оставиме компирите. Компирите да ги оставиме за некоја друга дебата. Да. Ајде, ве молам, повелете. Господин Мишовски, за Душко Млекарот збореше господјата Шекеринска, јас се реплицирам. И ја исправам и ја дополнувам според деловникот. Вие не за неа прекинувате, не ме прекинувате. Навикнат сум, но ја могам поредко ако можете. Тен кога нешто нема да ви се свиѓа, прекинете, но немајте се на секој втор. Се согласувам, продолжете, повелете. Сега, прекинувам за Душко Млекарот, но велам, ако по тој принцип и врз база на тоа тврдење вие велите дека готово, ве повикувам да апелирате до господинот Заев да се откаже од аболицијата. И во рамките на судскиот систем на Република Македонија да докаже дали е виновен или не е. Не, ја не велам дали е виновен или не е. Нека се откаже од аболицијата. Може ли? Ако, нели?
не на апелација на Врховен суд се где ќе има право господинот Заев. Чим судот донел правилна пресуда за Душко Млекарот, немаме причина да се сомневаме дека ќе донесе правилна пресуда за Зоран Заев. Апелирајте вие на седница на Централниот одбор или како ви се вика, да се откаже од аболицијата, да се појави на суд, да се заврши прекинатиот судски процес и Република Македонија конечно да дознае вистината дали господинот Зоран Заев е виновен или не е виновен. Вака вечно ќе остане непознаница и вечно ќе биде во скутот на други политичари кои што му овозможиле ваква или таква ситуација. Господјо Шекеринска, вие ме прозвавте, се зборува за мене дека не сум ја мијал раката кога ќе сум се поздравил со Георгиевски. Ева вака. За Заев ви кажав зашто го се за скут. Но господјо Шекеринска, вие знаете дека ваши колеги од Собрание стално се фалат со некоја фиока и за вас? Од СВСМ? И така го објаснуваат фактот дека вие сте се нафатиле да бидете кандидат за премиер 2008 година кога СВСМ ја доживеа најголемиот пораз. Ова не е од нас. Ова е од ваши колеги од СДСМ. Господје Шекеринска, вие за Лупчо Георгиевски зборевте, вие како партија, веројатно и вие лично, што јавно, што на состаноци и се. Вие за Лупчо Георгиевски зборувавте милион работи. Сега не се сеќавам на се, но ќе се одам неколку да ме подсетам. Зборувавте дека има проблеми со здравствени институции. Зборувавте човекот дека краде. Зборувавте дека си ги искршил кабинетот. Зборувавте дека не знам во авион што направил. Зборувавте дека неговите соработници Ламбе Арнаудов и не знам кој таму, кој знае што направиле. Не сакам да навлегувам, не ми е тоа целта, нека ми извини господин Ѓоргиевски ако слуша. Но господје Шекерински, ај погледнете денеска оваа слика. На оваа слика господје Шекеринска во првите редови покрај колегата Мисовски, ево, и Андреј Петров, ево го, и Гордан Ѓоргиев, ево го, во првите редови на поддржувачи на Јани Макредуни, господинот Лупчо Ѓоргиевски. Може ли да видам колега ако сакате? Да, господинот Гордан Ѓоргиев, а зад него е господинот Ламбе Арнаудов. Ево ви гро план слика, Лупчо и Ламбе денеска како верни поддржувачи на Јани Макредуни. Господје Шекеринска, ево, povedете председателя, ви ги оставам да се гледате, добри сте на сликата и ви излезени со Лупчо Ѓоргиевски. Господје Шекеринска, ве прашувам, дали СДСМ стои на истите ставови за Лупчо Ѓоргиевски со кој што ја труеше македонската јавност 20 години? Дали вие, господје Шекеринска, стоите на истите ставови со кој што 20 години настапувавте против Лупчо Ѓоргиевски? Јас не навлегувам во тоа дали Лупчо правил вака или така. Дали бил склон кон една или кон друга, дали бил близок со една или со друга држава. Од вас ве прашувам, тоа што вие и вашиот лидер сте го правеле, дали стоите на тоа? Денеска човекот ви е најголем поддржувач. И сега ќе излезете на говорница и ќе ми кажете, ама знаете сега злото е Груевски, злото е сегашното ВМРО ДПМН и ние сите се обединуваме да го срушиме злото. Ама господјо Шекеринска, што правиме со идеите на Ѓоргиевски за поделба територијална на Македонија? Ги прифаќате? Што правиме со неговите ставови кога треба да смениме името? Ги прифаќате? Кажете ми вие. Да, не Лупчо, вас да прашувам. Што правиме со неговите ставови за декриминализација на црните пари во Македонија? Ги поддржувате? Што правиме со неговите ставови за Тодор Александров? Вие ги прифаќате? Што правиме со тоа? Каква влада ќе имате? Сега Лупчо вика дека ставот на ВМРО народна е црните пари да се легализираат во Македонија. СДСМ вика не. Кој ќе бидете власт еден ден? Вашиот став или неговиот став ќе биде важен? Он вика дај територијално да се разграничиме со албанците, вие викате не треба да спроведуваме Охридскиот рамковен договор. Вашиот став ќе го спроведувате или неговиот став ќе го спроведувате? Он вели Тодор Александров е добар лик во историјата на Македонија, вие велите он е штетник, убица и така натака. Вашиот став ќе биде важен или ставот на Лупчо Ѓоргиевски ќе биде став? Например, за периодот од 1912 Сугаревски, ама добро се, Сугаревски, не молам се докажа. Значи,
За периодот од 12 до 41 Лјупчо Ѓоргиевски вели дека е најтемната, најцрната и најлошата окупација што ја правила Србија врз Македонија. Веројатно вие не мислите така, и колеги други од вашата коалиција не мислат така. Што ќе биде официјалниот став на вашата коалиција? Дали било така или не било така? Господја Шекеринска, да се разбереме, по одредени прашања од овие што ги набројав се согласуваме со вас. Како, например, за Охридскиот рамковен договор. По одредени прашања се согласуваме со Ѓоргиевски, како, например, за прашањето за Тодор Александров. По одредени прашања не се согласуваме нити со вашиот став, нити со неговиот став, што е исто така легитимно. Но, легитимно е да ве прашам, кога ќе дојдете на власт, што ќе биде политика на вашата влада? Дали ќе го легализирате црниот капитал како што предлага Лјупчо или не? Дали ќе ги намалите даноците како што предлага ЛДП или ќе ги зголемите како што предлага Зоран Јовановски? Тоа ве прашувам. Тоа ве прашувам да ми одговорите. Господја Шекеринска, вчера, односно денеска, на почетокот на дебатата, господја Шекеринска, односно денеска на почетокот на дебатата, кога господин Владко Ѓорчев продолжи да држи својот говор од вчера, во салата имаше еден хаос, едно довикување, едно дофрлување, што не беше одржливо, како да ви кажам, на утакмица не е така, на надпревар не е така. Кога влегоа камерите во салата, овие пратеници од СДСМ што вика, што навредува, што му дофрлаа на Владко Ѓорчев, како бубалици се смирија. Ја затоа во колумна во вторникот, господја Шекеринска, напишав и вас замолам како еден од поразумните луѓе од Социјалдемократскиот сојуз да ме поддржите. Не една камера во оваа сала, 10 камери. Во секоја официјална просторија што ја користиме за официјални состаноци на комисиите и на собранието, да има поголема видео и да воведеме аудио снимање. Кој на кого како му дофрла, кој со каков речник се користи, кој на кого Бојко Борисов му го спомнува, кој на кого какви епитети му реди од животинското царство и така натак. Тоа барам јас, господја Шекеринска. Дали сваќате што е работата? Колку повеќе? Еве, например, господинот Цугавовски себе како довикува, ако имаше камера во него, немаше да довикува. Да, за животинско царство, за Прилеп, да ќе кажам, да, не ми се допадне иницијатата од Благородна Дулиќ. Кажувам. Иако контекстот во кој што го кажа, не мислам дека е тој што вие сакате да го представите, не ми се допадне изјавата од Дулиќ. Но да видам господа Радмила Шекеринска дали ќе излезе да каже дека не ви се допаднала заканата за жена на Јани Махрадули. Нема да го направи тоа. Ако вас сме кај Прилеп, ајде да кажем две работи. Се сеќавате ли кога председателот на СДСМ за економскиот факултет во Прилеп кажуваше дека е вечерно училиште? Се сеќавате кога за припадниците на левовите кои што најмногу беа од Прилеп, господине Сугаревски, да молам не да фрлувајте? Вашиот председател кажуваше дека се животинско царство? Вашиот председател за лавовите, кој што најмногу беа од Прилеп, од Велес, од Битола и од Куманово, од тие 4 града, најмногу беа, викаше животинско царство. Епа, господине Сугаревски, извинете што го спомнам, зашто го фрлате, а председателот упорно игнорира да ве предупреди. И господа Шекеринска, бидете достојни, кажете го. Кога ќе бидете достојни како што јас бев достоен, тогаш ќе разговараме равномерно. Се до тогаш ова е злоупотреба. Или, кога сме кај конзистентноста, господа Шекеринска, ќе кажам уште две работи политички. Ние во моментот, кога свативме каква политика тера Лјупчо Ѓоргиевски и кога свативме дека всушност сме биле мамени долги години, а зад сцена се случувала соработка помеѓу Лјупчо Ѓоргиевски и Бранко Црвенковски, собравме храброст. Дел од тие луѓе сме тука. Јас, господја Шекеринска, заради реформи во мојата партија и заради почитување на принципи, не живеев дома одреден период. Бев под закана. И тоа ви го имам еднаш кажано.
Истото и се случуваше на господата Бонева, истото му се случуваше на господинот Китановски. Бевме изложени под притисоци и закани кои што вие не сте ги видели ни на филм од коалиционите партнери ваши. Тоа е стоење на принципи, господја Шекеринска, а не е стоење на принципи 20 години за све да му минувате на Бранко Црвенковски, како што вие тоа го правите. Јас, кога сум донел заклучок дека мојот поранешен председател ја измамил мојата доверба, заради принцип и заради идеологија и заради политика сум застанал цврсто, одреден период не сум живеел дома, сум бил под закана, но заради принцип сум се изборил и денеска ВМРО-ДПМН е реформирана партија, со многу млади луѓе, со многу нови луѓе, дел од тие се и нови во структурите на ВМРО-ДПМН, дел се многу стари членови на ВМРО-ДПМН, како ако се квалитетно, извинете, денеска во ВМРО-ДПМН ќе ме видите мене, кој што сум член, отпред да имам право да бидам член на ВМРО-ДПМН, ќе го видите Владко Ѓорчев, кој што е член на ВМРО-ДПМН, отпред да има право да е член на ВМРО-ДПМН, ќе го видите Илија Китановски, кој што е член од 90-та година, градоначалник прв на Кичево од 90-та година, ќе видите Силвана Бонева, која што е член од 90-та година, ќе видите која што учествуваше на протестите на Богородица 91 или 92 заради идеологија и принципи, нешто што вие не го разбирате. Ќе го видите Коджавашиев, кој што е член на ВМРО 97, ќе видите Кара Петрова, која што е член од 92, ќе видите Кузмановска, која што е од 90-те години, но и ќе видите многу нови луѓе, дел од нив и од други партии, од СДСМ, од ЛДП, од Демократска алтернатива, кои што се квалитетни, честни и достојни. Тоа е големината на ВМРО-ДПМН и тоа е целиот конгломерат кој што може да го собере ВМРО-ДПМН. Вие кој го собравте? Тито Петковски, Љупчо Ѓоргиевски, Бранко Црвенковски, Стојан Андов, транзицијски политичари и министри од владата на Црвенковски од 92 година. Тоа е освежувањето на СДС. Господи Шекеринска, директно ве прашувам, ако бевте присутни на состанокот на Централниот одбор на СДСМ пред 3 дена, ќе гласавте ли Бузлевски да биде исклучен од СДСМ? Ќе гласавте ли Виктор Цветановски, што ви беше во највисокото раководство до пред 6 месеци на СДСМ, да биде исклучен од СДСМ? Ќе гласавте ли Бучковски, чиј подпредседател тивко 4 години му бевте, односно 2-3 години му бевте? Ќе гласавте ли? Ако сега ми кажете дека ќе гласавте Бучко да си оди, ќе ве прашам зошто се нафативте да му бидете подпредседател во влада? Тоа се принципи и идеологија, господи Шекеринска. На една страна имате луѓе кои што заложиле многу работи, биле под лична закана и внатре во својата партија и ја реформирале, и ја прошириле, и ја обновиле и внесте многу нови луѓе. И на другата страна имате политичари како вас, кои што 20 години се тивки, си ќутат и си ги добиваат најубавите позиции кои што партијата може да ги додели. Тоа е, господи Шекеринска, разликата во принципите и во политиката. Тоа, господи Шекеринска, е разликата помеѓу Радмила Шекеринска и Илија Димовски. Понатака. Зборуваме за инвестиции. Ајде да почнеме сега со конкретни работи. До сега за политика зборувавме со конкретни факти, сега одиме на економија. Може? Југохром во време на ВМРО или во време на СДС беше рестартиран? Фени во време на ВМРО или во време на СДСМ беше рестартиран? Сити Мол во време на ВМРО е направен или во време на СДСМ? Велите нема странски инвестиции. Да, трговски центар во кој што поголем процент од потрошувачите и по број на потрошувачи и по пари оставени се од соседна држава и вие знаете што значи тоа за домашната економија, се од Косово и треба да ги почитуваме заради тоа. Доаѓаат луѓе од Косово, купуваат во Македонија и плаќаат ДДВ во Македонија и треба да ги почитуваме заради тоа. Заради тоа е добар Сити Мол. Заради тоа е добар
Тоа што е добро ќе го кажем. Таму пазаруваат и македонци, но поголем дел пазаруваат луѓе од Косово. Кромберт и Шуберт, господјо Шекеринска, е факт или измама? Се гради во Битола, првите луѓе веќе се вработени. Оваа фабрика во Кавадарци, Декстерен Мајер, не сум сигурен. Дрексел Мајер, не сгрешам, германски зборе. Се гради или не се гради? 200 луѓе веќе се на обука. Таа се гради фабриката. Ја дадоа на телевизија фикција. Ајде да отидеме јас и вие пред фабриката, вие да кажувате дека е лага, јас да кажувам дека е вистина. Джонсон Мети, втора фабрика гради во Бунарчик. Значи една изгради во мандат на ВМРО и човекот што е одговорен во Македонија вели вакви добри услови ќе ги искористиме за да изградиме уште една нова фабрика. Да отидеме таму, сака да господја Шекеринска? Председател, вемо. Вемо. Значи, стварно вемо. Да отидеме во Бунарчик и да останеме во Джонсон Мети, дали има фабрика или нема фабрика, дали се гради втората или не се гради втората. За Джонсон Контролс во Штип, истото важи. Бев пред некој ден во Штип, навлезот во Штип, огромни стубови, огромни патишта изградени, фабриката се гради, првите луѓе се вработени. Тоа е фикција или лага, господи Шекеринска? Вие велите, првата фабрика на Джонсон Контролс била изградена од СДСМ, во време на СДСМ. Ајде да не речем не е вистина, да ви кажам грубо, господи Шекеринска, не ја кажувате вистината, лажете, извинете што ви кажувам, дама сте, но господи Шекеринска, точниот ден на превземање на власта помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, во Бунарчик немаше нити камен темелник од Джонсон Контролс. Нити камен темелник, господјо Шекеринска. Понатакај, господјо Шекеринска, фабриката на Kemet Electronics, една од најпознатите амерички компании, која што сега се гради во Бунарчик, е фикција или лага, или вистина, господјо Шекеринска. Сакате и таму да отидеме да споредиме? Да застанеме јас и вие убаво говорите, одлично говорите и ве почитувам. Мислам дека и моите говорнички способности не се скромни. Сум имал пракса и пред да дојдем во парламентот. Луѓето може да ви веруваат и вам и мене. Во зависност од тоа колку добро ќе ги наредиме зборовите. Но господо Шекеринска, јас ви апелирам, утре јас и вие заедно да отидеме во Бунарчик и да видиме дали таму се градат фабрики или не се градат фабрики. Да отидеме во Кавадарци да видиме дали таму се гради огромна фабрика за 4000 луѓе или не. Да отидеме во Битола да видиме дали таму се гради фабрика за 2500 луѓе или не. Да отидеме во Штип да видиме дали таму се гради фабрика за 1500 луѓе или не. Да отидеме во Велес да видиме дали се продаваат 40 плацеви за средни предпријатија во областа речени, од кои што пола почнати се да се градат. Таму на лице место. Хемија Комерц има една фирма во собственост на прв братучет на ваш висок функционер. Изгради огромен погон во Велес, вработи нови луѓе. Ние го поддржуваме човекот иако не е во ВМРО ДПМН. Тоа е одлично. И други луѓе, членови на ВМРО, членови на СДСМ, луѓе кои што не се членови на нито една партија, во Велес изградија погони во таа индустријска зона. Благодарение на тоа што плацевите им ги дадовме практично за ичпари за по едно евро. Таму се вработија луѓе. Не го решивме проблемот на невработеноста. Нити некогаш ќе го решиме. Нити Америка го решила, нити Велика Британија го решила, нити Германија го решила. Никој не го решил. Но господја Шекеринска, во време на СДСМ во Велес имаше 15.000 невработени, сега во Велес има 9.000 невработени. Голем дел од тие работното место не го нашло во Велес. Голем дел од тие работното време работното место го нашле во Скопје. Патуваат. Мојот родител патува за Скопје. Моите другари патуваат за Скопје. Еден куп мои комшии патуваат за Скопје. 2.500 луѓе од Велес патуваат за Скопје на свое работно место. Тие луѓе не работеа пред 10 години, господја Радмила Шекеринска. Тоа е вистина. Да ви кажам еден податок. На железничката станица во Скопје во 2011 година се качиле 440.000 луѓе. На железничката станица во Велес се качиле 470.000 луѓе. Ајде идете една сабајле со мене
на железничката станица во Велес, од каде што мојот татко тргнува за да оди на работа, да ги прашаме сите тие 500.000 луѓе дали одат на работа или не одат на работа. Може? Па да зборуваме дали е фикција или не. Не го решивме проблемот на сите. Има уште 9.000 луѓе во мојот град кои што имаат мака поголема од таа што можеме јас и вие да ја замислиме. Но, господја Шекеринска, на неколку илјади луѓе им е решен проблемот. И ако господјата Бендерска ви дофрлува за тоа дали мојот татко бил вработен во време на СДС или во време на ВМРО, јас ќе ве прашам и за вашите родители, ќе прашам и за вашите браќа, сестри, роднини и така натака. Мојот татко беше единствен магистар во фирма од 1500 луѓе и многу работи помагаше за таа фирма. Да не индивидуализирам работата, поради тоа што се однесува на 2000 луѓе. Господјо Шекеринска, ТАФ, вистина или не е вистина? Вие се повикувате на ФСЛ 2 аранжманот, добро. На тој ФСЛ 2 аранжман има 25-6 компании, попознато наречени големи загубари. Тој термин не го добија нити во 99-та, нити во 2000-та, нити во 2001 година. Господја Шекеринска, терминот големи 25 загубари беше востановен 93-та, 94-та или 95-та година. Тогаш беа детектирани големите загубари. И големите загубари, во кои што беше ЗИК Црвена звезда, Агрокомбинат Лозар, Порцеланка, МЗТ, Македонка од Штип и така натака, големите загубари, кои што својот термин го добија 93-та, 94-та, значи чим 93-та, 94-та година го добиле тој термин како големи загубари, можете да замислите зашто биле наречени големи загубари. И тие, господја Шекеринска, во моментот кога се менува власта во 98 година, должат тешки милиони на работниците по основ на неплатени плати, по основ на фонд за пензijsko и инвалидско осигурување, по основ на придонеси во фонд за здравствено осигурување и по основ на неплатени даноци. Господја Шекеринска, сите луѓе во мојот град знаат дека вработените во Порцеланка уште 95-96 година не земаа плата зашто фирмата беше голем загубар и немаше пари и беше задолжен. Заборавив, кога сме кај тепањето, полицијата, господја Шекеринска, додека вие бевте на власт, тепаше жени синдикалки кои што протестираа пред Порцеланка во ваше време. Тоа во Велес многу добро го памтат луѓето. Истата таа ситуација беше и со Македонка Штип. Тешки милиони должеше Македонка од Штип. И на фондот за здравствено, и на фондот за пензijsko, и на државата по основ на даноци, и на вработените. Ајде отидеме јас и вие, не утре, пошто утре ќе одиме во Бунарџик, да отидеме заутре во Штип, да најдеме вработен од Македонка, и да прашаме во 98-та година колку години не му беа исплатени плати. Може? Сакате? Па тогаш да збориме кој зборува вистина, а кој зборува лага. Или дојдете со мене во Велес, во моја зграда има луѓе што работат, во моја зграда, така се го викаме во Велес, Ленке, во мојата зграда има луѓе што работеа во Порцеланка, па да ги прашаме од која година не земаа плата во Порцеланка, господја Шекеринска, и колку долгови оставија старите социјалистички директори кои што останаа со години на позиција, господја Шекеринска. Тоа се факти, господја Шекеринска. Вие можете да го товарате кога сакате за ФСЛ 2 аранжманот, но факт е дека уште во 95-та година тие фирми беа наречени големите загубари. Факт е дека 98-та година тие фирми веќе неколку години не исплаќаа плата, неколку години не плаќаа придонеси во пензijsko, неколку години не плаќаа придонеси во социјално, во здравствено и неколку години не плаќаа даноци. Сега вашите членови, млади поддржувачи и така натака, може да бираат дали ќе ви веруваат вас или мене врз база на тоа колку добро говорим. Но, господја Шекеринска, вработените во Порцеланка, вработените во Македонка, вработените во МЗТ, вработените во Стаклара, вработените во ЗИК Црвена звезда, вработените во Стар
во Стара Железара и така натаму, знаат која зборува вистината. Вие може 5, 10, 50 илјади луѓе, повеќе ќе убедите со тоа дали вие или јас сум зборал поубаво. Но 5, 10, 50 илјади луѓе денеска знаат дека Радмила Шекеринска не ја говори вистината. И ако до денеска имале макар 1% добро мислење за Радмила Шекеринска, од денеска ќе знаат дека Радмила Шекеринска, за да го исполни сценариото на Бранко Црвенковски, е спремна да излезе на говорница и да не ја говори вистината. Одиме понатаму. Господја Шекеринска, за бројки и за факти. 38% од БДП долг на Република Македонија 2006, 30,6% долг во овој момент. Господја Шекеринска, Република Македонија, зборам со бројки, вие не кажавте ниту една. Господја Шекеринска, 2006 година Република Македонија имаше некаде околу 90.000 работни места помалку. Не зборам за бројна, не зборам, нека не ве фаќа нервоза, вие не употребивте ниту една бројка. Ке имате прилика, ке употребите. И пратеници, ке ме молам, колешката Шекеринска е пријавена за контрреплика после репликата на колегата Димовски. Господја Шекеринска, не зборам за бројна на вработени, дали е намален бројот или не е намален, дали се отпишен или не се отпишен, ние не влегуваме во таа дебата. Но господја Шекеринска, факт е, господин Димитри Ваѓановски изгледа сгрешив што ја пофалив, ќе ви направам бела во партијата, од која ја пофалив дека сте фин, почнавте да критикуваме, да довикуват, ви направив бела, извине. Јас се извинам на сите пратеници од СДСМ кои што ги пофалив за нивната разумност, смиреност и конструктивност, ако им направив бела во СДСМ. Господја Шекеринска, гледам, ви подаваат од 10 страни ливчиња и уште од 7 страни телефони. Има време, прибирајте податоци, јас ќе позборувам уште малце. 20 дена само вас ви слушаме, ќе ме послушате и вие мене днеска. Значи, 80 или 90 илјади, не ја знам точно на памет бројката, но со еден клик на компјутерот овде на Државен завод за статистика можеме до точна бројка да ја најдеме бројката. Има нови работни места. Ако во 2006 работеле 545.000, ај проверете на компјутерот сега дали зборувам точно. Во 2006, кога вие сте си оделе од власт, имало 545.000 вработени во Република Македонија. 545.000. Не е утна бројка. Отворете на Државен завод за статистика, не е утна, зашто ја гледав пред да ми почне дискусијата. Сега бројката е негде близу 640.000 луѓе кои што работат. Отворете на Државен завод за статистика, во левиот дел има пазар на трудот, отворете број на невработеност, кликнете, споредете ги бројките и ќе видите. Господја Шекеринска, за бројки, 15 амандмани прифатени во мандатот на СДСМ од страна на ВМРО ДПМНЕ. Над 1000 амандмани, имаме сведоци, тука е господјата Силвана Бонева, 10 години е во овој македонски парламент, а и вие сте долго на политичката сцена. Значи 15 амандмани сега, односно во мандатот на СДС, со близу 1000 амандмани, 1115 точна бројка во мандатот на ВМРО. Ајде да видиме, за бројки зборуваме, не знам дали ќе спомнете бројки. Иако постојано од Твитер бараат да ги поздравам, да ги поздравам, не следат. Господјо Шекеринска, дали е факт дека во Република Македонија во вашите мандати од 4 години исплативте само 4,5 милиони евра за субвенции? Тоа е факт. Дали е факт дека над 670 милиони се исплатени во овие години од кога ВМРО ДПМНЕ на власт? Значи 4,5 милиони спрема 670 милиони. Тоа е факт, господјо Шекеринска. Дали е факт дека немавте ниту еден денар капитални расходи во здравството за реконструкција на болници додека бевте подпредседател на влада? Тоа е факт. Дали е факт дека во секој град болниците, здравствените домови или специјалните болници се реконструираат со нови прозори, со нова инсталација водоводна? Дали е факт дека се купува мебел за тие здравствени
институции, там Небел, подставка Небел е во буџетот. Но дојдете во болницата во Велес да го видите новиот Небел и дојдете кај мене во канцеларија да го видите стариот Небел. Отидете во клинички центар да го видите новиот Небел и отидете во канцеларија кај Груевски да го видите стариот Небел, а не да манипулирате со луѓето. Подставка Небел е и Небел во болниците. Подставка Мебел се и комплетно заменетите училишни клупи и столчиња на секаде низ Македонија. Купивме 100.000 училишни клупи и купивме 100.000 училишни столчиња и тоа е ставка Мебел. И тоа е ставка Мебел, господи Шекеринска. Зошто учениците пред оваа власт на ВМРО ДПМН седеа на скршени столчиња и пишуваа на скршени маси како јас и вие? Зошто? И вие и јас сме седели на скршена столче, сигурен сум, и сме пишували на скршена маса. Зошто ниту еден денар не потрошивте да ги смените масите и столчињата? А нас не обвинувате дека сме зголемиле ставката за Мебел, ама не кажувате дека под Мебел се и тие клупи, и тие столчиња, и тој Мебел во болниците, господјо Шекеринска. Понатакај, дали не е вистина, господјо Шекеринска, зголемувањето на пензиите до сега во Република Македонија? Сакате точни бројки? Ајде, за една секунда. Ево вака. Збориме за точни бројки. Старосна пензија во 2006 година во просек била 8.766 денари. Сега е 12.172 денари. Точни бројки, Шекеринска. Ве молам и вие, кои ќе излезете сега со бројки, господја Шекеринска. Не со тоа дали Владко бил ваков или таков, дали јас сум си ја мијал раката или не сум ја мијал раката, дали во Америка се договориле конгресмените или не се договориле, со точни бројки. 42% зголемување на пензијата. Господја Шекеринска, велите се зголемиле трошоците на граѓаните, да се зголемиле трошоците, но господја Шекеринска, како да во вашите мандати не се зголемуваат трошоците на граѓаните. Ама разликата, знаете што е? Што ние се обидуваме да го следиме темпото на зголемување на трошоците со зголемување на пензиите. Господја Шекеринска, и во мандатот на СДС се зголемуваат трошоците за леп, млеко, зејтин, струја и така натака и така натака. Но вие ниту еден денар не ги зголемивте пензиите. Дали ја правите разликата, господја Шекеринска? Дали ја правите разликата? Напротив, ги намаливте пензиите, господја Шекеринска, и мирно и тивко вие се согласувавте со таквата политика на вашиот председател Бранко Црвенковски. Одиме понатака и господја Шекеринска. Инвалидска пензија, господја Шекеринска, просечно, председателят, молам ако може, почнаме да се модулира за бројни колеги за бројки. Колеги пратеници и колешката Шекеринска пријавена за контрреплика повелете. Јас им го честитам името на сите кои што се викаат Никола и на Никола Груевски, но и на еден почитуван господин од СДСМ Никола Кјуркчиев. Никогаш не сум го плукал Никола Кјуркчиев, таков пратеник вие сега немате. Бар по достоинство. За другите работи што ви работил и како джентлемен и достоинствен и галантен господин. Вие, господин Минчев, ни на ног не можете да му се фатите на господин Кјуркчиев. Нити како човек, нити како генерален секретар. Дека беше Кјуркчиев, тепавте на избори. Од кога вие станавте секретар, почнавте да будете избори. Понатакај. Да продолжи. Без навреди, колега Илија Димовски, ќе молам. И од едната... Јас само правим. И од едната, да докажам, господине Димовски, и од едната, и од другата страна. И од едната, и од другата страна. Значи, господине Минчев, ќе ве молам, господине Минчев, ќе ве молам, благодарам, господине Минчев, ќе ве молам и господине Илија Димовски, меѓусебно да не си разговарате, меѓусебно. Не прв почнава ми дофарла и да ме... Ајде, не се шалиме, колега Димовски. Продолжите, ќе ве молам. Јавноста не заради вас. Продолжите, ќе ве молам. Не, јавноста ми е битна, господин Висовски, за вас знам многу добро све. Значи, почнавте да ме прозивате, дали ќе сум јадал, да чуе јавноста. Повеќе јавност, повеќе демократија. Тоа е правилото, затоа јас се одржам. Вие ме прозивавте дали ќе сум јадал сарма на именден. И јас почнав да честитам и на Никола Груевски и на Никола Кјуркчиев.
Evo, сега, evo. Čestitam ime i na ušeljem. Čestitam ime. Čestitam ime i na Nikola Popovski, ministar za najgoрешни работи, но и на Никола Поповски, поранешниот министар за финансии, кој што исто така беше председател на собрание и беше джентлемен и господин човек. Но, да се вратам за бројките, каде што господинот Минчев сакаше да ме прекине. Веројатно не го дели Владко мислењето господина Бендовска, но тоа не е битно. Како што кажав, ние можеме да имаме различен став. Може ли да се вратиме на бројките, пошто гледам почнавте да се нервирате за бројките. Ајде. Шугаревски да молам. Повеќе јавност, повеќе демократија. Нема ништо штетно, ако јавноста знае кој да офрла. Нема ништо штетно во тоа. Инвалидска пензија. Колега Димовски, не ми 2006 година, не разбирам, че не ми го земајте столчето. Тука јас одлучувам кој. А очигледно вие не смеете да ја да им пророкува. Помалку коалиционен партнер. Ајде. Значи во 2006 година. Ајде продолжите, ќе ве молам. Во 2006 година prosječno isplaćena invalidska penzija u Republika Makedonija bila 6.747 denari. Во 2012 е 9.228. Исто така близу 40% зголемување. Ќе кажете се зголемиле трошоците? Да, се зголемиле. Ние нема да ја лажеме јавноста како што вие велите. Но господјо Шекеринска, и во ваше време се зголемуваат трошоците, па вие ги намалувавте пензиите. Дали се сеќавате? Разликата е во тоа што ние ги зголемуваме пензиите. Господине председател, дали може да се смени? Благодарам. Пошто се беше повеќе од саат време на говорница, наистина... Веднаш, господин Димовски, веднаш. Понатакај, просечно исплатена семејна пензија, господја Шекеринска. 20 дена зборувавте, во знак на протест, ние овие 2 дена ќе позборуваме малкоцка. Зборам за претениците од ВМРО ДПМН. Семејна пензија. Во 2006 година, господја Шекеринска, 6150 денари. Во 2012 8484 денари. Зборуваме, господја Шекеринска, со бројки. Се зголемиле трошоците, точно е, но се зголемували и во ваши мандати кога вие сте ги намалиле пензиите, а ние сме ги зголемиле близу 40%. Понатакај, социјална парична помош по лице. Во ваше време 1700 денари, сега 2230 денари, зголемено за 500 денари. Дали е тоа доволно? Не е доволно. Дали со тоа треба да се гордееме? Далеко од тоа дека треба да се гордееме. Но господја Шекеринска, дали се зголемиле трошоците? Се зголемиле трошоците. Но господја Шекеринска, во вашите мандати не се зголемувала социјалната помош, паричната социјална помош по лице, во нашиот период се зголемува. Не е доволно, но за да биде доволно, треба да се, значи, за да расте, треба да донесеме буџетот каде што има предвидено 5% зголемување. Ако не го донесеме буџетот, нема да има 5% зголемување. А и тие што ги добиваат, ќе бидат загрозени заради тоа што во јануар можеме да исплатиме 1/3 од квартално исплатените средства во 2011, но во 2011 немавме исплата на 170 милиони евра обврзница, што значи ќе се создаде голема дупка во буџетот, што значи дека постои огромна опасност да нема исплата на пензии на социјална помош. А ако не се донесе буџетот, сигурно дека нема да има зголемување. Господја Шекеринска, одиме понатакај. Платата во образованието. Во септември месец просечната плата била 12.508 денари. Во 2012 година била 21.295 денари, што е за 70,3% зголемување. Дали е доволно? Никогаш доволно. Сегаш на луѓето им недостасуваат пари за реални потреби. Дали потрошувачката, господја Шекеринска, односно средствата кои што ги трошат луѓето за основни намирници се зголемени? Да, се зголемени. Но господја Шекеринска, ВМРО ДПМН, на вработените во образованието, основно, предучилишно, средно, високо, платите им ги зголемиле за 70,3%. Благодарам Бог.
Госпоѓо Шекеринска, вие платите во образованието ги немате зголемено за ниту еден ден. Понатак, просечната плата во здравството во 2006 година изнесувала 12.320 денари. Сега просечната плата изнесува 22.665 денари. Ве молам, двајца пратеници, еден од двома ровено тезнес. Тоа значи дека просечната плата во здравството во годините кога ВМРО ДПМН на власт пораснала за 83,9%. Дали е тоа доволно за докторите? Не е доволно. Дали им е подцена трудот? Да, подценет им е трудот, госпоѓо Шекеринска. Дали треба да им се зголеми платата на вработените во здравствениот сектор повеќе од тоа што досега им е зголемено? Да, треба. Но, госпоѓо Шекеринска, во вашите мандати ниту еден денар не е зголемена платата на докторите. Во мандатот на ВМРО ДПМН е зголемена за 83,9%. Одиме понатака и платата во индустријата просечна. Во септември месец 2006 година изнесувала 14.271 денар. Сега изнесува просечната плата исплатена во индустријата 22.297 денари. Дали е доволно? Не. Дали треба да имаме резерва кон бројките заради тоа што представува просек на плата? Да. Но, господјо Шекеринска, зголемена е за 56,2%. Господјо Шекеринска, поради тоа што вие не кажавте ниту една бројка, јас ќе продолжам со бројките. Платата во услужниот сектор во 2006 година во септември месец, кога вие последен ден сте биле на работа како подпредседател на влада, била 15.091 денар, просечно. Сега, во август 2012 година, просечната плата, ќе се променат сите, нема да ве фаќа нервоза од бројките. Се лоши, точни се бројките. Во услужниот сектор просечната плата, значи јас бев скоро како бубалка. Вие сега влегувате во дебата. Ја два пати си дозволив да влезам во дебата, дека вие бевте на место. Господја Шекеринска, знам дека ве нервираат бројките, но ќе мораме со бројки. Платата просечна во месец септември 2006 година во услужниот сектор била 15.091 денар. Во август месец 2012 година просечната плата во услужниот сектор изнесувала 23.143 денари, односно 53,3% зголемување. Дали е доволно? Не е доволно. Дали се зголемиле трошоците на граѓаните? Да, се зголемиле. Дали се уште има луѓе кои што се невработени? Да, има се уште луѓе кои што се невработени. Дали проблемите на уште многу луѓе треба да им бидат решени во Република Македонија? Да, проблемите уште на многу луѓе треба да им бидат решени во Македонија. Но, дали платата во образованието пораснала за 70,3%? Да. Дали платата во здравството пораснала за 83,9%? Да. Дали платата во индустријата пораснала за 56,2%? Да. Дали платата во услужниот сектор пораснала за 53,3%? Пораснала? Да. Дали старосната пензија пораснала за 42%? Да. Дали инвалидската пензија пораснала за близу 40%? Да. Дали семејната пензија пораснала за 30%? Да. Дали социјалната помош парична по лице пораснала? Да, господја Шекеринска. Тоа, господја Шекеринска, се факти, бројки, за кои што вие очигледно освен нервоза немате што друго да додадете. И пас ќе кажам, ние не велиме, нето плата. Да, 100% сум сигурен, господја Шекеринска. Ние не велиме дека со тоа се решени. Сега колку суфлери требаат таму, не можете да ме слушате. Да, добро. Добро. Колега
Господине Димовски, претениците не реагираат на содржината. Вие имате право да говорите се што сакате. Реакцијата е во овој момент затоа што вие говорите повторно подолго од говорот на Радмила Шекеринска. Да, ма видете. Тоа е реакцијата, не е за содржината. Вие имате право да си кажете се што сакате. Знам дека е долг говорот. Ваше се право се извинувам. Да. Знам дека е долг. Свесен сум дека многу од луѓето кои што работат во службите овде не се сретни со тоа што имам долг говор. Знам дека голем дел од пратениците не се сретни со тоа. Знам дека многу од луѓето се чудат зошто денеска пратениците од ВМРО ДПМН зборат толку долго. Но 20 дена пратениците од ВМРО ДПМН молча. И вие креиравте впечаток. Господја Шекеринска, денеска зборуваме со факти и со бројки. Вашите говори беа пократки заради тоа што немавте ниту една бројка. Моите говори се подолги заради тоа што досега ви наброа 50 бројки. И ќе продолжам со бројки. Абе за долговите малкуцка. Вика вака. И за Сарафов ќе зборуваме, да. Значи, од кога почнав за бројки да зборувам, очигледно се зголемија до пролувањето. Односно, јас ќе продолжам. Знам дека тука сум ја поводил темата. Ајде вака. Од 2002 до 2006 година господја Шекеринска, владата на Република Македонија, предводена од СДСМ, во која што вие сте биле председател, склучила договори за заеми од 560 милиони евра. 560 милиони евра. Така или не? Точно или не? Ева ги наброам неколку. 2006 со Светска банка 10 милиони. 2006 уште еден со Светска банка 20,7 милиони. Точни бројки, господја Шекеринска, не напамет. Во 2006 година со Светска банка железницата 15 милиони евра. Во 2006 со ДЕПФА банка 41 милион. Во 2005 со Светска банка за буџетска поддршка 24,4 милиони. Во 2005 со Светска банка за деловно обкружување 8,8 милиони евра. Во 2005 од Светска банка 10,3 милиони евра. Во 2004 година со КФВ банката 6,2 милиони. Во 2004 година со Светска банка 25 милиони, господја Шекеринска. Има уште, чекајте, полека, без нервоза. Во 2003 година кредит со ЕИБ 13 милиони евра. Во 2003 склучен кредит со ЕБОР, Европска банка за обнова и развој, за да ме разберете, сите, 36,7 милиони. Во 2003 година склучен кредит со ЕБОР 40 милиони евра. Во 2003 исто 90,6 милиони евра. Во 2005 издадена првата еврообврзница во износ од 150 милиони евра, која што треба да се плати до 2015 година. За овој износ владата ќе треба да обезбеди средства со цел истиот да биде сервисиран во целост. Тоа значи дека оваа влада ќе треба да го исплати долгот кој што е направен од вашата влада. Односно, како што ви кажа, во следната 2013 година половина од долгот кој што е достојан на Република Македонија е од време на мандатите на СДСМ. Што значи дека тоа што го исплаќаме е задолженост која што сме добиле и од ваше време. Ајде да продолжим понатака. Во текот на 2007 година владата на ВМРО ДПМН изврши неколку операции на предвремен откуп, односно враќање на долгот, и тоа кон Парискиот клуб на кредитори, кон Меѓународниот монетарен фонд, кон Светска банка, кон Европска инвестициона банка, како и домашната обврзница кон Стопанска банка. Тоа значи дека со овие операции долгот се намалил за 221 милион, што представуваше 11,7% од вкупниот долг. И се намалија каматните трошоци
на буџетот на Република Македонија за целиот период за амортизација на овие долгови кои што предвремено сме ги исплатиле за 49 милиони евра. Значи само по основ на камата заштедена од предвремена исплата на долг, Република Македонија благодарение на мудрото водење на економијата во време на ВМРО ДПМН е заштедила 49 милиони евра. Ве молам, не ме прозивајте за славите и мендените од Свети Никола, зашто вчера сакавте да ја прекинете седницата на комисијата со оправдување дека пратениците се на слава, а всушност пратениците на СДСМ беа на составот на председателство. Немој да ме влече. Така да, и за празникот Свети Никола вчера излажавте дека сте на слава, а всушност бевте на работа во вашата партија. Така. Ајде, одиме понатака. Со исклучок на колешката Бендевска, која 100% сум сигурен дека не беше во СДС. Еве, да не испадне дека за вас сум го мислел ова претходно. Да, следам све што се случува. И јаско Шекеринска мултитаскинг. Но јас не сакам да станам како Наполеон. Еве, господо Шекеринска, во 2000... Еве вака, точни бројки. Еве ги точните бројки. Еве ги точните бројки. Број на вработени во Република Македонија. Еве сега ќе најдеме точната бројка. И господа Шекеринска и господина Ѓорчев. Во 2003 година бројот на вработени во Република Македонија бил 545.000. Во 2006 бил 570.000. Денеска е 645.000. Тоа значи дека за близу 80.000 нови работни места. 80.000 работни места. Да. Еве ги точните бројки. Кога ги збориме на памет, дозволете да сгрешиме со една-две цифри, но еве ги бројките. Ева графата. Стапка на невработеност. 2005 37,3. Денеска 30,6. Бројки. Ајде одиме и понатаму. Вкупната сума за Министерството за труд и социјална политика во 2006 година била негде околу 17 милиарди денари. Денеска е 25 милиарди денари. Значи средствата кои што државата во апсолутна сума ги троши за социјалните случаи по основ на сите програми се зголемиле од 17 милиарди на 25 милиарди. За цели 7 милиарди денари, господи Шекеринска. Тоа е факт и тоа е бројка на која што вие нема да одговорите. Веројатно, ако ги слушате колегите, ќе почнете со лични дисквалификации и навреди, кои што со нетрпение ги очекувам. Или Министерството за образование и наука, господо Шекеринска, во ваше време добивало 13 милиарди денари. И тука во главном се средства за плати, средства за капитални расходи, средства за сите работи. Во време на ВМРО ДПМН, Министерството за образование одделува 21 милиарда денари. Шекеринска, навредувате од место, дојдете, може јас да ви донесам дипломи од надпревари и по математика, и по историја, и по многу други области. Да. Министерство за образование и наука. Луѓето во Велес ме познаваат од многу одамна.
Значи, Министерство за образование, од кога почнав за бројки се нервирате. 13 милиарди денари, во време на СДСМ 21 милиарда денари во време на ВМРО. Тука е таа разлика и за клупи, и за столчиња, и за ПВЦ джамови во секое. И тука е разликата и во реконструкцијата на кровните конструкции на многу училишта. Тука е разликата и во тоа што во ваш мандат не се изградиле згради на училишта, а сега се изградени 24, меѓу кои едно и во мојот град, во село Ризари, комплетно ново училиште, комплетно снабдено со сите помагала господја Шекеринска. Во ваш мандат не се граделе училиште. Господја Шекеринска, за високото образование, таму не победува ни СДСМ, ни ВМРО, таму победува ДУИ. Не се јачајте многу. Не се јачајте многу. Таму луѓето гласаат за ДУИ на парламентарни избори. Високо образование. Високо образование. Во ваше време, господја Шекеринска, во 2005, како репер ќе го земам, милиарди 145 милиони денари за високото образование. И вие тука ни држевте говор за тоа колку е лошо тоа што децата математика знаеле, не знаеле, јазик знаеле, не знаеле. Сега господја Шекеринска денеска за високо образование, за нови факултети. Дослушајте. Денеска за високо образование, значи во ваше време милиарди и 100, во наше време 5 милиарди и 600 милиони. Сега да ви објаснам. Извикајте, повелете. Да, ќе почнам да ви кажувам сите што дофрлуваат заради принципот повеќе јавност, повеќе демократија. Сега во што е разликата, господа Шекеринска? Во што е разликата? Неколку работи. Прво, факултетите во Република Македонија до сега, во ваше време, се финансирале од две ставки. Тоа е парите кои што ги добивале од буџет и парите кои што ги добивале од партиципација. И сега продолжуваат така да се финансира. И по основ на буџет, и по основ на партиципација. Разликата, знаете што е? Што во ваше време партиципацијата што луѓето ја плаќаа беше 1200-1500 евра, сега од 200 до 400 евра. Разликата е, јас се запишав на факултет во тоа време, знам моите колеги колку плаќаат. Добро, господја Шекеринска, ќе кажете вие што знаете, ќе кажам јас што знам. Да. Не, сега ова го кажам. Значи, ќе кажете вие што знаете, ќе кажам јас. Луѓето кои што биле студенти во тоа време и луѓето чии деца биле студенти во тоа време знаат. Океј, не јас и вие. Нема ништо, јас сум се запишал без партиципација заради тоа што имав освоено максимален број поени. Дојдете да ви кажам јас за моите проблеми, па ќе ви објаснам. Тогаш прозивајте. А можеме јас вас да ви поставам неколку такви проблематични прашања, па да видите. Но толку ви е достоинството. Господја Шекеринска, за бројки зборуваме. Ве молам, за бројки зборуваме. Господја Шекеринска, тоа значи дека средствата кои што студентите ги плаќале за партиципација сега не ги плаќаат. Но разликата во пари сега се плаќа од буџетот. Што е добивката? Добивката е дека многу повеќе студенти, многу повеќе студенти има денеска заради тоа што е многу поевтино да студираат. А средствата се дополнуваат од буџетот на Република Македонија. Тоа е дел, господја Шекеринска. Дослушајте ме, молам. Ама да разговарате толку гласно, само од кога почнав за бројки да зборам. Понатакај. Дел од овие пари, господја Шекеринска, се и заради отварање на многу нови факултети
и универзитети низ Република Македонија. Денеска господја Шекеринска во мојот роден град Велес студираат 2000 луѓе. Тие факултети вие ги нарекувате вечерни училишта. Јас велам дека се факултети и ги вреѓате тие 2000 луѓе. И кога губите во Велес 6 пати поред, да знаете дека и ова е една од причините. Што значи тоа? 2000 луѓе во просек, најмногу од нив од сиромашни фамилии, кои што немале пари да платат партиципација во Скопје, кои што немале пари да платат по 100-150 евра за кирија во Скопје, кои што немале пари да платјаат за посебно хранење, одвоен живот и така натака и во Скопје, претходно не ги запишувале на факултет своите деца. Денеска, тие луѓе студираат во својот град, не трошат пари за кирија во Скопје, не трошат пари за одвоен живот, не трошат пари за партиципација заради тоа што факултетите во Велес не наплаќаат партиципација и студираат 2000 луѓе во мојот град. Мојот град, ваше време, немаше нито еден студент, господја Шекеринска. Во мојот град. Од мојот град во мојот град. Тоа е втората разлика. Третата разлика, господја Шекеринска, е во тоа што за сите овие ново отворени факултети на секаде низ Македонија, Велес, Штип, Кочањ, Струмица, Прилеп, Битола, Охрид, Тетово, Гостиле, Куманово, се набави, што се набави? Мебел. Така? Е во ставка мебел, што вие тука си играте играчки дека владата се расфрла, спаѓа и овој мебел, господи Шекеринска. Затоа ви кажувам дека во кабинетот на премиерот е истиот мебел како кога беше Бучковски премиер. Во кабинетот на Илија Димовски е истиот мебел како што беше за време на мандатот на мој предходен колега совраѓанин од СДСМ од Велес покоен. Сега не сакам да му го спомнувам името. Но затоа има нов мебел во десетици нови факултети, средни училишта, основни училишта, болници низ Македонија. Тоа е ставката мебел што вие сакате да ја кратите, господја Шекеринска. Одиме понатакај. Министерство за земјоделие. 2005 репер. Тоа е последна цела година која што вие сте овладееле. 1.400 милиони. Сега 7 милиарди и 112 милиони. Треба да зборам за земјоделието, почитувани господа. Има уште проблеми во земјоделието? Има. Има ли уште проблеми во земјоделието? Има. Знам дека има уште проблеми во земјоделието, но имаше и во 2004 година, и во 2005 година. Тогаш ниту еден денар не дававте. Тогаш ниту еден денар не дававте. Каде одеа парите тогаш? Каде одеа парите тогаш? Сега 7 милиарди денари, тогаш 1,5 милиарда. Знаете која разлика е тоа? Знаете која разлика е тоа? Тоа не е играчка. Одиме понатака со бројките. Има уште прилично доста. Господја Шекеринска. Господја Шекеринска. Со што се заканува? Со бројките? Господа чува. Че господјата Бендевска сега ме рече, ако ти станам там. Повеќе јавност, повеќе демократија. Не се расправете со председниците, говорете си. Ма шо да се расправите? Вие пробате да се говорите си, па вие за јавност говорите. Не, јас само се држам до принципот повеќе јавност, повеќе демократија. Тоа што не е културно. Токму заради тој принцип говорите си на јавноста, а не на Весна Бендевска. Весна Бендевска не е јавност, граѓаните ви се јавност. Повелете. Господја Шекеринска, бруто домашниот производ по жител, по евра, во ваше време бил 2363. Сега е 3645. Тоа е разликата што ви објаснував преска, што вие разбирате, но тука го применувате принципот 2005 со 2011. 2011 е проценета, а не е. Аха. Ама и тоа треба да се проучи. Добро. Еве 2010 3434. Многу мала разлика. Јал не јал 3. Но не се.
ако се фаќате за промили, ова ќе ви биде главна поента се. Ова е политички, што го кажете сега на место. Не се. Сега, што сакам да ви објаснам? Значи, што сакам да ви објаснам? Дека, ако заработувате 10.000 денари и имате долг од 5.000 денари, ева сега по-пластично ви објаснам. Вие сте, ама не сте го сватиле. Особа X со заработка од 10.000 денари. Господин Сугаревски, довикувајте, повеле. Знам дека бројките ви сметат. Ама јас себе се обидувам мирно, ама под бомбардирање сум цело време. Па вие кога не зборувате со бројки, јас ке зборувам со бројки. Добро. Не, вака ќе спредам. Имате долг? Потивко ќе ви молам, колегата Илја Димовски, да го изслушаме, ќе ви молам полека. Ќе почекам да се извика. Значи, особа X заработува 10.000 денари и должи 5.000 денари. И особа Y заработува 100.000 денари и должи 5.000 денари. Исто ли? Така? Ајде втор пример. Особа X има заштеда од 10.000 денари и должи 5.000 денари. А особа Y има заштеда од 100.000 денари и должи 5.000 денари. Исто ли е? Не е исто. Ето е и во Македонија. Прво, Република Македонија произведува многу повеќе како бруто домашен производ и како бруто домашен производ пер капита од тоа што произведувала во време на СДСМ. И Република Македонија има за скоро дуплицирани девизни резерви, заштеда или точни бројки, пошто вие не кажувате бројки, јас ќе ги кажам. Милиарда 123 милиони во ваше време и 2 милиарди 69 милиони во наше време. Значи, државата Македонија во време на ВМРО има дупло повеќе заштеди отколку во време на СДСМ и произведува за 70% повеќе отколку во време на СДСМ. И тоа, вие бевте на власт во години кога европската економија одеше со 6, 7, 8% напред. Кога Чешка, Словачка, Бугарија, Романија, Хрватска има растови од 7-8%. А ние овие резултати ги устваруваме кога во Хрватска има пат на економијата од 3%. Кога во Унгарија има пат на економијата од 8%. Во години ќе молчам кога ми дофрлаат, немам друг начин. Вие не ги запирате. Гледате, колега Димовски, дека веќе никој не реагира на суштината на вашата дискусија. Реагираат на должината на вашиот говор. 20 дена седевме тука. Ова е протестен говор. Продолжете. Значи, девизните резерви во Република Македонија во последната година на СДСМ биле милиарда и 123 милиони. Во 2011 година, не проценат, туку точен податок, 2 милиарди 069 милиони, скоро дупло. Тоа значи, во време на криза, тоа значи дека Република Македонија дуплицирала заштеда, колку што вие со сите претходни влади на Македонија во 15 години сте направиле заштеда, толку ние само во овие години. Тоа е да стане. Јас ви кажувам дека сите влади, ве молам, јас ви кажувам, сите влади во тие 15 години заштедиле толку колку што оваа влада заштедила. Сега, денеска затоа велиме дека Република Македонија и ние и Светска банка дека е помалку задолжена од тоа што била во време на Социјалдемократскиот сојуз и затоа и ние
и Светска банка, и Меѓународен монетарен фонд, и Фич, агенцијата која што го проценува кредитниот рейтинг, и Стандард и Пурс, сите имаме ист став. Само СДСМ има различен став. А ставот е дека макроекономската рамка на Република Македонија е одржлива, дека долгот на Република Македонија е еден од најниските во Европа и дека Република Македонија ги исполнува стандардите да продолжи да биде партнер на меѓународните финансиски институции. Тоа го мисли Светска банка, тоа го мисли Меѓународен монетарен фонд, тоа го мисли Фич, тоа го мисли Стандард и Пурс, тоа го мисли ВМРО ДПМНЕ. Но со тоа не се согласува СДСМ. Зошто? Заради тоа што треба да се спасува политичката кариера на Црвенковски, треба да се прави хаос, треба да нема зголемување на пензии, треба да нема зголемување на социјална помош, треба да нема поврат на ДДВ, треба да нема исплата на долгови кон странство, само за да се направи хаос и да се направат проблеми. И на крај. Господо Шекеринска, вашиот предлог за кратење на долговите е последица на сторениот напад од страна на Иванова кон Дулиќ, на заканата од Макрадули кон Дулиќ и на нападот во обид од Милетиќ кон мене. Моравте на брзина на 3 странички со фонд 16 да подготвивте план за спас на Македонија. Ако планот за спас на Македонија требаше да е на 3 страни и да е напишен со фонд 16 за да ја пополни страната, одамна некој ќе го напишеш. А вие предлагате кратење на капитални расходи, пари кои што ги добиваат градежните компании, пари кои што ги делат на работниците и на компаниите од кои што купуваат суровини, а тие ги делат на пратениците, на работниците и на компаниите од кои што купуваат суровини. Тоа е, господо Шекеринска, многу поопасно дури и од вашиот обид да нема зголемување на пензии и на социјална помош. Зошто е опасно, господи Шекеринска? Зашто тоа ќе значи загасување на најзначајната гранка во македонската економија, а тоа е градежништвото. Ако загаси градежништвото, ќе падне бруто домашниот производ, ќе падне стапката на вработеност, а ќе се покачи стапката на невработеност. Ќе се намалат приходите во буџетот, Република Македонија ќе има помал потенцијал и да ги враќа долговите, и да ги исплаќа субвенциите, и да ги исплаќа пензиите, и така натаму, и така натаму. Само во тој случај, господи Шекеринска, ќе се качи рейтингот на СДС. Вие досега докажавте дека знаете да ја ставате на коцка Македонија со меѓуетнички проблеми, но во последниот месец докажувате дека сте спремни да ја ставите Македонија на коцка и од финансиски и од економски карактер. Господи Шекеринска, и заради нашиот образ, и заради нашето достоинство, и заради интересите на граѓаните, и заради интересите на Република Македонија, одговорно ви тврдам дека нема да ви дозволиме да си играте со Република Македонија. А тоа вие како сакате, сватете го. Благодарам.